Букурешт, Чикаго, по Чикаго, Кардиф. 6 години измина, откако за Македонија се повторува еден ист став, повторно зацементиран и на последниот самит на Алијансата. Прво решение, па потоа покана за членство. За атлантските, но и евроатлантските перспективи на Македонија во вечерашнава 24 анализа разговарам со мојот гостин, министерот за надворешни работи Никола Поповски. Добро вечер и добре дојдовте во 24 анализа. Добро вечер и благодарам на поканата. Господин Поповски, немаше изненадувања во Кардиф. Се беше речиси познато однапред, барем за суштината на заклучокот за Македонија. Станува ли НАТО се подалечен за Македонија со оглед на ваквото единство на сојузниците во повторното цементирање на ставот од Букурешт? Во пракса не мислам дека е подалечен. Впрочем, ние имаме подолга историја на докажување на тоа дека можеме да действуваме како НАТО земја членка. Точно е и дека нема никакво изненадување. Јасно е од 2008 година дека Грција е таа која го држи клучот кога Македонија ќе може да биде дел од НАТО. Во меѓувреме сепак имаме една секвенца во 2011 година со пресудата на Меѓународниот суд на правдата, која НАТО нема превземена обврска да ја примени, но е факт кој е непобитен и во определен момент ќе има своја тежина врз носењето на одлуките. Колку таа секвенца Хачка пресуда ни помага и вие пред вашите колеги имавте и одвоена средба со домакините земите како земја кандидат, заедно со вашите колеги од останатите 3 кандидатки. И таму порачавте дека принципите треба да важат еднакво и за моќните и за помалку моќните. Меѓутоа, очигледно е дека таквата порака не допира до сите. Видите, реалност е дека Македонија, за да влезе во НАТО, ќе и треба и согласност од Грција. Така што нашата стратегија, нашиот пристап во овој поглед треба да биде во насока на тоа дека треба да обезбедиме консензус. Консензусот внатре во самата алијанса има сепак некаква поврзаност и со почитување на правото. Она што го повторуваме најчесто е почитување на правото и од послабите и од појаките. Многу е лесно за алијансата да настапи за почитување на меѓународното право по однос на глобални прашања, многу е потешко да го примени тоа доколку една нејзина членка не го почитува. Во случајот Грција. И јас, кога говорам за тоа дека сепак има тежина, сметам дека самиот факт на односот на останатите земји членки од алијансата кон нас и на нивниот однос кон Грција има промена пред и после пресудата во Хаг. Промена во која насока? Повико се однесува на двете земји. Мораме да се соочиме со тоа дека Грција го има комфорот на тоа што е внатре, но повикување на двете страни од страна на земја која е внатре во алијансата, значи дека и оној кој е дел од клубот сепак треба да пружи рака. Во овој момент ние тоа го немаме видено. Сепак има една нијанса во заклучоците, ако се споредат оние заклучоци што беа во Чикаго и овие што се тука. Ја нема онаа реченица каде што во Чикаго, например, беше повикано на продолжување на преговорите без натамошно одлагање и нивно што побрзо заклучување. Сега тоа го немаме. Се креваат ли раце едноставно од овој проблем? Бидејќи и ваквата ситуација може да се прифати за некого одржлива, бидејќи Македонија во меѓувреме не откажала ништо од својата лојалност кон алијанса. Првата работа е дека сите заклучоци на НАТО треба да бидат усогласени со Грција. Во случајот се што се однесува на Македонија, Грција мора да даде согласност. Во овој момент Грција посебно внимание посветува на постигнување, односно на пишување на заклучоци на НАТО, бидејќи од една страна е свесна дека кај неа е клучот, од друга страна е свесна дека го прекршува меѓународното право и од трета страна знае дека овој факт на незина неподготвеност нити да постигне решение во однос на спорот кој ни го има наметнато, нити во однос на нашето членство во НАТО, не е добро видена од останатите земји. Тоа е онаа реалност. Во однос на вториот дел на прашањето, јас мислам дека ние треба да имаме конзистентна политика во однос на почитување на меѓународното право и во однос на тоа дека НАТО и ЕУ членството се наш приоритет.
бидејќи сметам дека тоа е најдобра гаранција и за долгорочен развој на Република Македонија. И воедно мислам дека покрај тоа што НАТО може да има ваков или таков заклучок на еден или на друг самит, секогаш се сведува на истото, а тоа е вето од Грција и неподготвеност за надминување на метнатиот спор. Тоа во услови на прекршување на меѓународното право од страна на Грција не е долгорочно нешто што може да остане недопрено и во услови на кое можат неограничено да не држат надвор од алијансата. Немаме ние што да докажуваме во однос на нашата лојалност, бидејќи самиот факт што имаме поминато 15 циклуси на усогласување на нашите би рекол критериуми поврзани со НАТО, тоа го правиме 15 години, значи ние сме земја една од основачите на Вилнус групата. И сме продолжиле да го правиме и имаме речиси половина од нашите воени ефективи кои биле во различни НАТО мисии. Нема што повеќе од тоа да се докажува. Меѓутоа тоа очигледно ги се извинувам ги јакни и фрустрациите дома, деновиве вчера, завчера, непосредно по самитот, иако исходот се знаеш, во дел од јавноста повторно се покрена оние прашања. Тога зошто толку се инсистира кога од другата страна имаме една таква непринципиелна политика, дури имаше некои групации на граѓански асоциации како Македонски манифест кој упатија и отворен повик до владата да ја преиспита својата политика во смисла да бара нови сојузништва или нови партнерства. Ние треба да бидеме конзистентни во однос на нашата политика. Мислам, наш интерес е да бидеме дел од тоа семејство, од евроатланското. И од тој факт не треба да го игнорираме. Треба да сватиме дека ние треба да бидеме дел, бидејќи е тоа наш интерес. Во другиот дел на прашањето, мислам дека не сме ние во овој момент во позиција да ја смениме одлуката на НАТО. И тоа треба да го прифатиме. Но, во меѓувреме не сме ни повеќе, ни помалку загрозени или представуваме некакво загрозување за било кој од нашите соседи. Јас сметам дека може сосем реално да заклучиме дека Македонија нити е опасност за некој од нашите соседи, вклучително и оние во НАТО, нити пак мислиме дека во овој момент некој од нив представува сериозна и реална закана за нас. Нашето членство во НАТО најмногу ќе ни помогне во делот на перцепцијата надвор. Ќе ни помогне за градење на перцепција дека е посигурна политичката известност, дека е побезбедно окружувањето и на тој начин полесно ќе привлечеме странски инвеститори. Тоа е оној основен интерес. Нема да се променат работите во однос на било какви безбедносни проценки ни по моментот на нашето зачинување во НАТО, но многу ќе ни значи во однос на перцепцијата надвор. Значи сите оние кои што заговараат други алтернативи треба да бидат на чисто дека за македонската надворешна политика нема друга алтернатива. Од тоа го говорам од аспект на наш македонски интерес. Нашиот македонски интерес во денешната констелација најдобро би се заштити доколку ние би биле внатре во овие клубови, доколку би биле дел од носењето на одлуки во нив. И на тој начин ние најдобро можеме да ги заштитиме нашите интереси. Колку во меѓувреме оваа чекање предизвикува попуштање внатре? Во дел од заклучоците особено се нагласува потребата од демократски диалог, независност на судството, слобода на медиумите, целосно мултиетничко општество базирано на целосна имплементација на Охридскиот договор. Во делот опозицијата ова беше прочитано како нови услови од НАТО, освен името, односно на страна на негативното конто на владата како минус во она што се случува актуелно на домашната сцена. Секој може да даде интерпретација таква каква му одговара заради негова лична понуда. Јас мислам дека ние треба да бидеме реални. Македонија по ниту еден од овие критериуми не е полошо место од колку што била во минатото. Сосем спротивно, по било кој од тие критериуми доколку ги земеме и објективно ги анализираме, Македонија напреднала и напреднала во најголем дел од нив многу повеќе од колку други земји кои се во споредлива ситуација со нашата и покрај блокадата. Меѓутоа факт е дека пред 2 години ги немавме како пред 2 години во заклучоците се поздравуваат само реформите кои што се спроведуваат. Сега имаме конкретни забелешки. Тоа е судството и медиумите кои што како забелешка ни се повторуваат. И од ЕУ, а еве ги имавме и
завчера во честитката за денот на независноста од американскиот државен секретар. Вториот аспект е проценката на секој од овие земји во однос на тоа колку може да се сменат работите на краток рок. Односно, кога ги пишуваат овие заклучоци, на сите им е јасно дека ние нема да станеме земја членка на НАТО додека и Грција не се согласи со тоа. И на сите им е јасно дека во моментот во Грција не постои никаква подготвеност за тоа. А воедно не постои ни подготвеност да се каже дека во рамки на НАТО алијансата една земја членка на НАТО алијансата не го почитува меѓународното право покрај пресудата од Хаг. Во такви услови може да биде покомотно да се фокусираме и на работите на кои треба да работиме. Непобитно е дека сите земји од овој регион кои се кандидати за Европска унија, кандидати за НАТО, имаат уште многу да направат во поголем дел од овие области и тоа од објективни причини. Истите тие работи се потребни во земји кои се дел од НАТО алијансата денес и вклучително и најновите земји членки во Европската унија. Значи ова се реформи кои се долготрајни и во кои е потребен напредок, вклучително и во Македонија. Но нити еден од овие фактори не е објаснување зошто ние не сме дел од НАТО алијансата. Има еден и единствен фактор за тоа, а тоа е противењето на Грција и нелегалната блокада која ни е наметната од 2008 година. Но и ова се проблеми со кои што веројатно реално се соочуваме и за кои што вие веројатно често сте предизвикани да давате одговори. Тоа е сосем природно, особено во процесот на интегрирање во Европската унија. Сосем е природно земјите кои се внатре во клубот да имаат интерес за тоа како стојат работите кај оној кој сака да се приклучи кај нив. Не е никаква тајна дека секој од овие земји кои се кандидати и потенцијални кандидати имаат многу напредок. Дали се работи за ефикасност на судство, ефикасност на администрацијата, бизнис климата, предвидливоста, сите тие работи се работи кои треба да ги подобруваме. Но во секој од овие работи имаме постигнато напредок во однос на минатото и доколку ги земете и ги споредувате со другите земји кои поминувале низ ова и поминуваат низ ова, не сме ништо полоши. Во најголем дел сме многу подобри од нив. Тоа е реалноста. Сепак, одговор за една од овие проблематични точки, например, слободата на медиумите, еден од одговорите на премиерот беше дека тоа е своевиден надуен балон, надуена приказна, меѓутоа еве повторно се споменува и од страна на ЕУ и од страна на НАТО, го имаше и во честитката од САД. Колку е тоа порака дека навистина некои области се проблематични или како што вели опозицијата дека вие надвор се обидувате да креирате поубава слика од колку што е вистинската реалност во Македонија, меѓутоа дека сепак од странците не може ништо да се сокрие. Денес мислам дека е многу тешко било кој во било која област да креира поинаква слика од тоа што е реалноста, бидејќи сепак живееме во ера на интернет, на пристапност на огромен број на информации. Мислам дека секој човек има можност и има пристап до информации за да креира сопствена слика, особено во овој дел од светот. Така што нити можеме да направиме подобра слика во однос на странците, нити можеме во однос на нас, нити па тоа може било кој да го постигне во било кој домен. Но факт е дека има теми кои се заедничка тема за сите земји од овој регион или кои се предмет на проширувањето, медиумите, ефикасноста на судството, бизнис окружувањето се работи на кои посебен интерес имаат земјите актуелни членки на НАТО и на Европската унија. Нив ги гледаат и кај нас и кај другите земји, вклучително и кај тие кои се дел и од НАТО и од Европската унија. Добро, има Македонија реален проблем според вас во овие сфери кои што се овде наведени? Видете, значи, доколку споредувате ситуација со нас и Холандија или Велика Британија или било која земја од регионот во однос на нив, сигурно има разлики. И тие се поврзани и со економскиот стандард, и со нивото на традиција, демократска практикување на сите тие работи кои се поврзани де факто со демократското општество. Така што простор за напредок дефинитивно постои. Но констатирање дека ние имаме некаков ексклузивитет во тоа, односно дека тоа е некаков предизвик само за Македонија, не е точно. И креирањето на некакво видување дека тоа е толку драматично во Македонија, а е сосем идеално на другите места кои се споредливи со нас, бидејќи ние треба да се споредуваме со тие кои се споредливи со нас. Кога зборуваме за овие теми, нашите репери треба да бидат останатите земји кандидати, да речеме Србија, Црна Гора, Албанија,
Косово, соседството, или да речеме новите земји членки на Европската унија, Бугарија, Романија, Грција. И тука можеме да креираме некаква слика. Споредено со дел од тие земји, своевремено бевме многу подобри и многу понапред. Видете, кога го почнувавме целиот процес, интересен беше заклучокот, изјавата на хрватскиот премиер вчера дека тој во Скопје доаѓал како експерт да ги учи македонските искуства во процесот на проширување на Хрватска, на приклучување на Хрватска кон алијансата, меѓутоа сега некако работите се свртени. Настрана од спорот со името кој што не коче, ние постојано добиваме нови и нови забелешки, за кои што вие ќе кажете дека тие се поттик да продолжиме понатаму, а за кои опозицијата вели не, тоа се клучните проблеми со кои се соочува Македонија. Постои доза на субјективност во тоа дали подобро било, не било, кои критериуми колку биле исполнети од кои држави. Тоа што е објективно е дека дефинитивно имаме постигнато напредок во сите од нив, и ако ги погледнете сите извештаи кои се работеле во минатото, за многу побанални работи биле забелешките пред определен број на години, за многу по напредна фаза на развој или на согласување се тие кои се однесуваат денес. Во нити еден момент не може никој да рече дека се е идеално на Балканот. Тоа не е така, но сосем е погрешно да го креирате перцепција дека ние имаме некаков ексклузивитет или дека е посебна ситуација до тука. Она што сакам да ви го кажам во однос на извештаи на оценки, таа слика и тие поместувања се многу добро поврзани со блокадата која ни е наметната од Грција, доколку ние денес не го имавме преживеано Букурешт и блокадата на Грција за членство во НАТО, денес ке бевме дел од алијансата, како што е да речеме една Албанија, како што е една Хрватска, како што се Романија и Бугарија, и тогаш приказната ќе беше сосем различно видена од тој аспект. Но ние не влеговме тогаш поради илегалната блокада од Грција и автоматски оставате простор за давање на различни оценки или наоѓање на изговори. Никој во НАТО денес нема да ви каже дека била грешка отворено тоа што сите верувале во 2008 дека многу брзо ќе се реши спорот со името и дека Грција ја продала незината приказна дека е во ред да не блокира, бидејќи ќе биде надминат спорот и потоа ќе следи период на стабилност. Де факто Грција има продадено една лага, го има злоупотребено тој процес и не има ставено нас во улога на заложници во но таа блокада не може да биде таа блокада не може да биде изговор за фактот што во Македонија власта и опозицијата не комуницираат меѓу себе или се гледаат како смртни непријатели наместо политички конкуренти, па од тука доаѓаат и можеби ваквите изјави, дури и пораки да се оствари нешто што е абецеда на демократијата, тоа е ефективен политички диалог, да не зборам за независноста на судството или за проблемите за медиумите за кои повторно посебен акцент се става на диалогот или кохезијата ни е неопходна заради нас самите. Многу повеќе отколку заради тоа што било кој ни го бара тоа од надвор, бидејќи тие од надвор што ни го бараат не живеат со таа реалност. Ама тоа не се покажува во пракса, тоа е проблемот. И тука немаме никаков ексклузивитет, бидејќи имате и земји членки на Европската унија и на НАТО, со долгогодишна традиција во демократијата, кои имаат сериозни предизвици во делот на политичкиот диалог. Ова не е во никој случај изговор за нас или причина да речеме дека не ни треба тоа. Јас мислам дека сериозно ни треба, дека многу голема потреба имаме за да имаме заедничко видување и заеднички ставови по однос на некои клучни прашања и во никој случај да не дозволиме да бидат злоупотребени дневно политичките интереси, дали на опозицијата или лидерот на опозицијата би му било потребно да има конфликтна ситуација за да се обезбеди, не знам, ваков или таков ситно партиски или дневен интерес. Не смееме да дозволиме да имаме да може тоа или таквиот интерес да ги засени нашите стратешки и долгорочни интереси. За тие мораме да имаме национален консензус и за тие треба да работиме сите заедно. Во овој момент недостатокот на таква комуникација или таков диалог или пристапување сериозно кон овие работи најмногу и одговара на Грција. Грција во овој момент тоа го злоупотребува, го надувува до невидени размери
и ја продава приказната дека не блокираат во НАТО не заради тоа што го прекршуваат меѓународното право и за тоа што се затоа што не обидуваат, ги исполнуваат базичните копенхашки критериуми. што не е точно, бидејќи истата таа Грција во многу од овие критериуми стои многу полоше од нас. Не го велам тоа затоа што нас треба тоа да ни биде некаква причина за да седиме и да чекаме да се некој друг да ни ги средува работите. Мислам дека ние имаме витален интерес сами да комуницираме и сами да ствараме кохезија по однос на клучните стратешки прашања, но не е реално тоа се каже дека ние имаме некаква посебна ситуација. Но ако за Грција важи она дека за договор се потребни двајца, истото веројатно се однесува и на домашната сцена. За диалог се потребни двајца, за нормална политичка клима се потребни двајца. Секогаш се потребни двајца и заради тоа инсистирам секогаш дека треба да имаме некои критериуми на однесување и треба да имаме прифатливи работи и неприфатливи работи во однос на тоа што очекуваме од нашите соговорници. Нормално е во една парламентарна демократија вашите ставови да ги споделувате во рамки на институциите. Ние и порано, и сега, и во иднина ќе имаме несогласувања, различни видувања по различни теми, ќе имаме различни интереси и сето тоа е сосем во ред во едно политичко и демократско окружување. Но не е нормално во однос на нашиот стратешки интерес да немаме кохезија и да не научиме едно основен начин на однесување дека доколку одите на избори и сте избран, вашата работа е во парламентот да ги застапувате интересите на тие кои ви избрале. Нема тука алтернатива и нема тука поставување на листа на желби, прво кои се нереални, второ кои не соодветствуваат со потребите на граѓаните. Денес сите имаме интерес да водиме дебата околу она што е битно за државата. Реформите, интеграцијата во НАТО, ЕУ, подобрување на бизнис климата, создавање на работни места. Добре, и доверлив изборен систем, да не навлегуваме во таа тема, меѓутоа и доверлив изборен систем, изборен процес веројатно е интерес на една демократија во случајов. Го немаме тоа, имаме огромни сомнежи во легитимноста на целиот тој процес. Веројатно и тоа е легитимна тема за дебата во едно демократија. Веројатно многу имаме научено во делот на демократијата и во делот на изборите низ овие 20 и кусур години на практикување на демократијата, но ниеден изговор не може да биде доволен за после 20 и кусур години практикување на демократија едноставно да решите од денес зутре дека нема да се појавите во парламентот. Несериозно и штети на државата и на нејзините интереси. Министре, во делот заклучоците се споменуваат и добрососедските односи. Тука покрај Грција веќе на списокот се придодава и Бугарија со нејзиниот став во ЕУ, меѓутоа веројатно пресликан и овдека. Меѓутоа она што прозвуче како ново условување и така беше протолкувано во дел од јавноста беше изјавата на албанскиот премиер Еди Рама дека за членството на Македонија не е неопходно само решение на споразумите, туку многу повеќе и целосна имплементација на Охридскиот рамковен договор. Како вие ја прочитавте таа изјава на албанскиот премиер? Мислам дека клучната работа е она што го кажав на почетокот, дека ние имаме ситуација во која сме блокирани за членство во НАТО и почеток на преговори во Европската Унија заради причина за која никој не се чувствува комотен дека може да ја наметне, а тоа е блокадата од Грција. Во такви услови се создава клима каде што станува привлечно и за други да се мешаат во внатрешни работи, нешто што е спротивно со добрососедските односи на сосед. И исто така да излегуваат од рамките на она што е било нормално однесување во едно соседство како што е нашето балканското. Во однос на Бугарија би рекол дека поминавме една фаза во која вештачки беше креиран проблем во односите, но го надминавме низ отворен диалог и дискусија за сите оние проблематични прашања и влеговме во една фаза во која мислам дека нивото на доверба се покачи и сметам дека доколку не дојдеше до она што дојде како развој на станите во Бугарија, можеше и претходно да ги затвориме определен број на прашања и да пристапиме на поинаков начин. Како запне договорот, освен на фактот дека сега има техничка влада која патам изрази волја да ги продолжи разговорите, но нема мандати да го финализира, да го парафира договорот? Значи, не се работеше толку за договорот или за што конкретно би било решено таму, бидејќи тоа е веќе надминато прашање со оглед на тоа што претседателот Пленелиев
се повика на спогодбата од 99-та година, имаше одговор од председателот Иванов да пристапиме кон реализација и потврдување на тоа и де факто ние дојдовме во фаза во која требаше само да се имплементира тоа, но дојда изборите во Бугарија и ќе продолжиме да работиме на тоа веднаш по изборите. Но се вратам на вашето првично прашање, сметам дека таква една околност, односно нашето нелегално и до определена мерка ненадминливо веднаш блокирање од страна на Република Грција, ствара клима во која е привлечно да додавате прашања или да се мешате во внатрешните прашања на вашиот сосед. Веројатно, во таков еден контекст може да се толкуваат и различни интервенции во различни пригоди. Не мислам дека изјавата на премиерот Рама беше точно пренесена во нашата јавност. Она што сме го дискутирали и сме го разговарале е дека во секој случај имаме интерес да разговараме за сите отворени прашања, било да се однесува на добрососедството во нашиот регион, било да се однесува на создавање на некаква клима или почитување на некои европски стандарди за заедници во рамки на било која држава од регионот, но дека недозволиво е мешање директно во внатрешни работи на сосед, од било кого и за било кого. Во овој дел, мислам дека значи, во Република Македонија реално проблеми од Албанија. Во Република Македонија, Нова Грција или Нова Бугарија да биде. Видете, можеби е привлечно денес да се биде Нова Грција или Нова Бугарија, како што рековте вие, бидејќи такви се околностите на Балканот, но не мислам дека нити ние треба да стравуваме од некој од нашите соседи, нити пак тие имаат некаква причина да стравуваат од нас. Сметам дека секој од нас во регионот има доволно приоритети за да ги фокусира своите напори на домашно поле и тоа е многу попаметно стварање на мостови и средување на домашната клима отколку мешање во внатрешните работи на соседот за сметка на некаква перцепција дека тоа ќе ни помогне дома. Тоа не е така. До кога само дипломатски инциденти, протоколарни, намерни или ненамерни, какво што беше вашата најава во Кардиф како министр за надворешни работи на Македонија, ќе бидат единствената сатисфакција за нашата надворешна политика, дека еве малку по малку барем нештата се поместуваат. Иако очигледно времето не работи за Македонија, таа стратегија одамна пропадна. Начинот на кој бев најавен во Кардиф е најнормален, најкоректен и така би требало да биде во нормални услови во било кое демократско окружување или демократска алијанса, така што не гледам ништо исклучително во тоа. Ние сме Република Македонија и така треба да не третираат. Од друга страна, обично мислам дека некои земји, дури и соседни некогаш, кога ќе ни се подналутат помалку, знаат наместо Република Македонија да го употребуваат овој навредлив акроним ФИРОМ, така што овој потекст сепак имаше некаков сигнал, некакво значење. Тоа многу повеќе говори за тие кои го користат, отколку за оние за кои е наменето. Во вториот дел на вашето прашање, нашата сатисфакција не се наоѓа во тоа што некој го почитува меѓународното право и ни се обраќа така како што треба да ни се обрати. Нашата сатисфакција е во тоа што Македонија секоја година и докажува дека може и во услови на една нелегална и неправедна блокада да остварува напредок и да биде подобро место од колку што била претходната година. Во тоа е нашата сатисфакција и тоа е нашата основна цел. Немаме никаква друга сатисфакција нити во членство во НАТО, нити во членство во ЕУ, доколку не успеваме да ги додека не успеваме да ги поместиме оние бариери кои ни се нелегално поставени. Затоа мислам дека нашата сатисфакција ќе биде во оној момент кога и другите земји членки на НАТО ќе почнат да внимаваат повеќе на почитување на меѓународното право и во оној момент во кој ние ќе бидеме подобро место за живење отколку што сме денес. Тука е сатисфакција. Тука доаѓаме до клучното прашање како ќе ги натераме да го почитуваат и меѓународното право и да го сменат своето однесување, но за тоа по кратка пауза за реклами. Се враќаме веднаш.
Повторно сме назад во студиото со мојот вечерашен гостин, министерот за надворешни работи Никола Поповски. Господине Поповски, во претходниот дел на неколку пати нагласивте дека единствениот проблем е Грција. По една од последните средби, извинете, но не се сеќавам дали беше последна, лани во септември, во Њу Јорк со грчкиот министер за надворешни работи Евангелос Венизелос на Твитер напишавте дека меѓу двете земји има планини или, да ве цитирам, за се може да бидеме партнери, но за спорот меѓу нас се планини. Нели е задача на дипломатијата, на мудрата политика, на мудрото државно водство да најде начин да ја заобиколи таа планина ако веќе не може да ја премине или не може да пробие тунел преку неја? На тоа и работиме интензивно, но имаме должност да бидеме реални и да ги кажуваме работите така како што се. Ние де факто имаме планина помеѓу двете земји, бидејќи зборуваме за различни интереси. Нашиот интерес не е променет, да градиме мостови, да имаме партнерство со Грција и мислам дека тука ќе најдеме многу заеднички интереси. Фактот што има добра комуникација помеѓу бизнисите и помеѓу луѓето, но во однос на прашањето на името, одатина ни е наметната еден нереален страв дека Грција има нешто да стравува од нас и дека во тој аспект треба да се заштити, блокирајќи не кон НАТО и кон ЕУ. А за тоа се крие немањето на политичка волја да биде решено ова прашање. Во реалност, сите пресметки во грчките политички кругови водат кон тоа дека за оваа влада е подобро да не се занимава со надминување на прашањето за името и да ја задржи блокадата што е можно подолго без никакво поместување. Нашиот интерес е, односно, доколку треба да најдеме или да изградиме некаков пат, тунел или заобиколница, е да не дозволиме ова да не оттргне од нашата конечна цел. Ние сакаме да бидеме дел од НАТО и од ЕУ, каде што исто така ќе биде и Грција дел. Значи мораме да градиме мостови и мораме да бидеме поврзани. Највечното чекање има своја цена. Дали е тоа фрустрација меѓу граѓанството, дали е тоа дестимулација на државните институции кои што според некои анализи за процентот на искористеноста на европските фондови е многу мал. Значи сето тоа си има свое влијание. До кога Македонија може само да чека или само ќе чека? Има ли некаква конкретна стратегија? Како поната? Ние не смееме во меѓувреме да се фокусираме на тоа дека се ни зависи од Грција. Има голем број на работи кои можеме да ги направиме ние самите дома. Било да се однесува подобрување на економијата, било да се однесува во нашите напори на привлекување на странски инвестиции, намалување на невработеноста и тука имаме конкретни резултати. Тоа е одраз на нашата реална работа и во дипломатскиот дел и во односите со другите земји. И тоа е реалност која и Грција самата ја прифаќа. Кога разговарате со грчки соговорници и самите ви велат дека бизнис окружувањето во Македонија е поповолно отколку тоа во Грција, покрај тоа што Грција ги ужива сите привилегии на членка на НАТО, на Европската Унија и сите европски фондови кои се слевале таму и се слеваат се уште. Во тој дел ние имаме многу работи кои не зависат од Грција и ние треба да ги работиме сите реформи и сите унапредувања, модернизации на државата за наш интерес. Во однос на Грција, мислам дека исто така наш интерес е да градиме мостови. Покрај нелегалната и неправедна блокада, ние имаме интерес да имаме партнерски однос во остатокот од односите со Грција, бидејќи е значаен инвестициски извор, е значаен трговски партнер, нашите економии се поврзани, инфраструктурата не води едни кон други, така што тоа мораме да го задржиме и мораме да го градиме и во иднина. Не поврзувајќи го со фактот дека денес нема никаква политичка волја за надминување на спорот во Грција и нема никаква политичка волја за дозволување на Македонија да биде дел од НАТО и да почне преговори со ЕУ, условувајќи го тоа со името и знаејќи дека не сакаат. Да, но од другата страна ја имаме спротивната изјава.
решението и волјата и прашањето за имање или немање волја не е во Атина, туку е во Скопје. Тоа беше реакција и на последните заклучоци и изјави кои што ги имавме од Берлинската конференција. Одговорот на Атина беше истиот. Се работи за прагматичен одговор. Денес никој во Европската Унија не верува дека Грција навистина сака да се занимава со решавање на проблемот со името. И никој во Европската Унија не верува дека Грција некој може да ја принуди. Да ја смени одлуката, односно да ја смени нелегалната блокада која ни е наметната во двете семејства. Тоа ги фрустрира и другите партнери, но секогаш е полесно да се има ограда кон оној кој е надвор од семејството, тоа сме ние во случајов, отколку да се фати во костец или за врат со оној кој е внатре. Грција е земја во НАТО и во Европската Унија која ја има една од најкомотните позиции. Не верувам дека друга земја членка на Европската Унија би можела да помине низ процес во кој 180% од незиниот бруто домашен производ во долгови би биле простени или реструктурирани, а да не може нити едно друго барање да ја биде наметнато. Грција е навистина моќен играч и во европските и во евроатлантските кругови поради географската позиција, интересите кои ги имаат различни земји членки на НАТО и на ЕУ таму, и мислам дека таа тежина не може да ја занемариме, а она што го изјазуваат во однос на нас, дека сакале, дека пречката е кај нас и така натаму, никој нити во НАТО, нити во ЕУ од поупатените оние кои го следат ова прашање подолго време не верува во тоа, но никој не би ги ни предизвикал, бидејќи знаат дека тоа им е најдобар изговор кој може да го дадат и за домашната и за странската јавност. Зошто Македонија сепак не може да најде партнери сојузници кои што ќе наметнат еве таква атмосфера како што се случи со Словенија и Хрватска? И во тој случај, иако предметното прашање е сосема различно, сепак Словенија беше внатре во Унијата, Хрватска беше надвор. Сепак се најде интерес да ги седне на заедничка маса и да се отстрани таа блокада. Зошто во случајот на Македонија тоа го нема од ниту една голема сила, да кажам, освен еве можеби овие најави во последен период кои што доаѓаат за некаков позасилен ангажман на Берлин? Не мислам дека е можно да се повлечат паралели од две причини. Едната е што во ситуацијата помеѓу Словенија и Хрватска односот на сили политички е многу посличен. Во однос на ситуацијата Грција-Македонија, разликата во сила помеѓу едната и другата страна е огромна. И економска, и политичка, и во влијание. Вториот фактор е тоа што и Словенија и Хрватска има приближно ниво на мотивација да го оттргнат спорот за морската граница на страна, за да може да имаат некаква корист од двете страни, и политичка и економска. И притисокот беше кон двете страни. Во нашиот случај, тој интерес за надминување на спорот помеѓу нас и Грција е сосем различен. Ние имаме голем мотив да го надминеме, бидејќи тоа ни е пречка за членство во НАТО, во ЕУ и индиректно преку тоа и за поголем економски развој. Ние плаќаме и економска цена за блокадата која ние има наметнато Грција и ден денес. А од друга страна Грција нема никаква политичка мотивација, бидејќи незините приоритети се на внатрешно поле, економијата и во услови во кои радикални структури, неонацистички структури де факто се еден од најсериозните политички фактори во државата. А премиер е човек кој бил министер за надворешни работи, кога Грција вештачки го има креирано споразум. Што значи тоа, министре? Ке стоиме пред едноставно ке стоиме неми пред планината или ке чекаме некакви други околности кои што можат да доведат до придвижување на спорот? Што е тоа што би требало да се случи според вас во Грција за да се смени еве таа клима? Ние во ниеден момент не стоиме неми. Има работи што се видливи, има работи што се помалку видливи, но ние во континуитет постигнуваме резултати и тие се мерливи преку доаѓање на инвеститори, создавање на нови работни места, вклучително и во трговските и во инвестицијските односи со Грција. Мисле во контекст директно на спорот и добивањето на сојузници на своја страна, кои еден ден, денес, утре или задутре, сепак би
што се вели тропнале намаса и би се спротиставиле на ваквата грчка политика. Еве, ако процедурите во НАТО се такви и заклучокот е веќе донесен и не може да се смени, тогаш просторот за делување за маневри на европско тло, на тло на Брисел и евроинтеграциите е сосема поинаков. Тука се има широк диапазон на дипломатски мерки кои што можат да се применат за да се бајпасира тоа вето, а сепак да и двете страни да се обврзат на некакво решение во догледно време. Вие ме прашавте во однос на резултатите и тоа што би правеле. Во таа насока одеше и мојот одговор, односно наша цел за членство во НАТО и во Европската Унија за да имаме повисок стандард, да сме прецепирани како побезбедно подрачје, да имаме повеќе инвестиции, повеќе работни места, конечно да ја подигнеме благосостојбата на граѓаните. Тоа ќе го направиме подобро доколку сме во НАТО и ЕУ, отколку ако сме надвор. Значи, ние и пред и по влезот во НАТО и ЕУ, наша примарна цел треба да е ова. Да има повеќе инвестиции, да кажете, работни ако места бидеме и така Швајцарија на Балканот, тоа членството ќе биде само формалност? Дали можеме да бидеме Швајцарија на Балканот е едно прашање, а друго прашање е колку голема конкуренција има тука за да се биде Швајцарија на Балканот, бидејќи верувам дека секој сака да биде Швајцарија во овој регион околу нас. Ние тоа ќе го постигнеме на подобар начин доколку сме во НАТО и во ЕУ, така што паралела со Швајцарија можеби повеќе во делот на идеологијата, но стандардот доколку го постигнеме и помалку битно ќе биде каде би биле, дали би биле внатре или надвор. Тоа што сакам да го кажам е дека ние треба да се фокусираме на она што е во наша моќ. А тоа е економијата, инвестициите и конечно за тоа и ни требаат НАТО и ЕУ. Нас не ни треба да бидеме дел од НАТО и ЕУ само за да седиме во Брисел, а стандардот да не ни се промени. Сосем спротивно. Тие ни требаат затоа што ќе ни обезбедат подобар развој. Во однос конкретно на односите со Грција и како тие ќе се развиваат, не треба да бидеме наивни дека вако тежок проблем кој ни е наметнат од страна на моќна и влијателна земја членка на НАТО и на Европската Унија, можеме да го решиме преку ноќ. Така што приод во кој би рекле па сега во следните 48 сати ќе се промени таа ситуација и некој ќе седне, ќе ја фати Грција за уши и ќе ја каже дека треба да не пушти во НАТО и во Европската Унија, мислам дека е нереално. Се работи ли нешто да не биде преку ноќ, еве нека биде и за години и за две? Вие звучевте многу песимистички и на последната изјава со вашата италијанска колешка, кога рековте дека не очекувате ништо ниту во следниве 6 месеци за време на италијанското председателство, а ниту потоа за време на латвиското. Не се работи за никаков песимизам, се работи за реализам. Ние треба да бидеме реални околу тие очекувања. Таква е климата во Европската Унија. Премногу се преокупирани со проблемите кои ги имаат. Според нив тие се многу потешки отколку било кои проблеми со нелегалната блокада која ни ја наметнува нам Грција. Но тоа е нивната перцепција. Во меѓувреме ние треба да се посветиме на она што ни е нам важно, повторно ќе речам економијата и пред и после влезот во Европската Унија и во НАТО, и треба да задржиме определено ниво на комуникација со сите земји членки од НАТО и од Европската Унија. Мислам дека не се неутрални и мислам дека и самиот факт што Берлин искажува интерес за тоа е свесен дека штетата која нанесува не само на Република Македонија, туку и на целиот регион, со оставање на Грција нелегално да не блокира, е премногу голема сметка за Берлин и за Брисел, за да биде оставена така како што е. Ние не треба да спиеме на тоа уво дека тие ќе скокнат и ќе ги убедат грците преку ноќ да го решат ова, но треба да работиме на долгрок, конзистентно, најголем дел од енергијата да ја посветиме на тие работи кои што ние имаме контрола, да привлекуваме инвеститори, да го покачуваме стандардот, а во исто време да ги елиминираме сите оние изговори кои ги користи Грција и на внатрешно и на меѓународно поле, зошто би сакале да продолжат да не блокираат. Ќе се излезе ли и на меѓународна сцена и во однос на клучниот проблем, бидејќи пред околу 9 месеци, има нешто повеќе од 9 месеци, во последното годишно одбраќање председателот Иванов рече дека може да се игнорира хашката пресуда, но не може да чекаме до бескрај тоа да се случи и дека се создадени услови да се побара од генералниот секретар на Обединетите нации да
поднесе извештај за непочитувањето на пресудата од страна на Грција, тогаш тоа прозвуча како најава за некаква нова серија потези од страна на Македонија. 9 месеци ништо не се случи. Зошто? Не треба да исклучиме нити еден инструмент кој го имаме на располагање. Но секој инструмент треба да го користиме мудро. Бидејќи ние сме земјата која го има меѓународното право на наша страна, но Грција е земјата која има силата на нејзина страна. Не треба да избрзуваме со заклучоци, не треба да очекуваме дека преку ноќ ќе се сменат работите во Грција и треба секој од овие потези во иднина да биде донесен врз основа на нашите интереси и врз основа на тоа што сакаме да постигнеме. Што значи тоа? Македонија не се откажала од опциите кои што и стојат на располагање, туку тактизира и го проценува најдоброто време, или? Сите опции се на маса и како што реков, ние во делот на меѓународното право ќе имаме аргументите на наша страна. Не треба да игнорираме и силата, бидејќи не е доволно само да го имате меѓународното право, но не сакам не треба да дозволиме да носиме избрзани заклучоци во делот на носење на одлуки и во меѓународното право и во користење на инструментите кои тоа ни ги нуди. Добро, сепак ова беше изјава на претседател на држава кој заедно со ова се еден од трите столба на креирање на надворешната политика. Во таа насока и беше изјавата. Министре, за крај, денеска сепак, според информациите од Брисел, наспроти прогнозите, комесар за проширување ќе има, тоа е австриецот Јоханес Хан, доаѓа од групата на народни партии. Што тоа ќе значи за проширувањето, особено што сега, за разлика од титулата на комесарот Филе, имаме едно малку преместување на насловот на комесаријатот, наместо проширување и соседска политика, сега е соседска политика и преговори за проширување. Треба ли да се бара некакво значење и во ова преместување на задачите и во самиот наслов? Има сигурно политичка димензија, бидејќи според проблемите со кои денес се соочува Европската Унија, окружувањето, она што се случува на исток, на југ, на југоисток, е најголемиот предизвик и најголемиот проблем за самата Европска Унија, така што окружувањето е нормално да биде во тој дел. Во однос на вториот, односно водењето на преговори за приклучување, пораките не се изменети. Секоја од земјите од регионот, вклучително и Македонија, е предодредена да биде дел од Европската Унија и Европската Унија стои на тој збор. Во однос на роковите, оваа комисија нема да донесе одлука за ново членство, така што Јоханес Хан нема да биде комесар кој ќе може да предложи членство на една од земјите кои сега се со кандидатски статус, но значи дека ќе има процес на преговори и усогласување кој ќе му возможи на земјите по крајот на овој мандат да бидат во финална фаза, и тоа е шанса за Македонија, за приклучување веднаш потоа. Тој период го имаме. Тука мислам дека треба да ги гледаме, како што и претходно реков, исклучиво нашите интереси. Наш интерес е овој период да го искористиме за економски развој и за најдобро можно прилагодување кон очекувањата на Европската Унија за веднаш потоа да може да биде донесена одлука за членство. И наш интерес исто така што е можно подобро да ги искористиме европските фондови во следниот период, а фактот што Јоханес Хан доаѓа од комесар за регионален развој, односно човек кој беше одговорен за управување со фондовите во инфраструктура кои се основно насочени во новите земји членки од Европската Унија, но и во старите, е искуство кое нам ќе ни биде од полза. Од наш интерес е да го искористиме тоа негово искуство, да не бидеме толку посветени дали ќе носат одлука за членство или не, туку на тоа што е можно Македонија повеќе работни места, инвестиции да донесе и што е можно повеќе европски фондови да привлече. А одлуката ќе си дојде сама по себе, само треба да бидеме истрајни и конзистентни во нашите однесувања. Неколку пати рековте, и ова навистина ќе биде последно прашање, не гази времето, сосема кратко. Неколку пати рековте, треба на работите реално да им приоѓаме и реално да ги објаснуваме. Од тука моето последно прашање, колку реално на Македонија и помагаат
Пишман дипломати, досега ги имавме двајца во две значајни амбасади, Москва и Берлин. Колку тоа создава лоша слика за македонската дипломатија? Именување, подкажување на амбасадори. Прво, не е точна констатација дека се работи за пишман дипломати, а второто многу побитно. Ако добијат агремана, потоа се повлечат од функцијата, тоа е пишмани. Не е ни прв пат, не е ни последен пат веројатно. Тоа што е значајно е да имаме најквалитетни луѓе на најбитни позиции со најголемо ниво на мотивација. За мала земја тоа е побитно од било што друго. А мислам дека денес и со оглед на резултатите кои ги даваме имаме подобра ситуација отколку што сме имале, бидејќи најголем број на дипломати наши кои се надвор имаат успеано да иницираат странски инвеститори да дојдат во Република Македонија и за мене како министер за надворешни работи тоа е веројатно еден од најбитните параметри според кои би оценувал колку е добра дипломатската служба и колку се успешни тие луѓе кои ги плаќаме надвор. Добро, но тоа се повеќе задачи на промоторите од ресорот на Висар Фида, не на вашите. Апсолутно број еден приоритет е економската дипломатија и носењето на странски инвестиции и нудењето на можности за бизнис во Македонија и промоција на земјата надвор, бидејќи тоа е најмерливото за граѓаните кои живеат во Република Македонија. Не подценувајќи ги политичките дејности, не подценувајќи ги сите други области, таа која најмногу дава резултати за нашите граѓани и за македонските интереси, таа е носењето на инвеститори и отварањето на работни места во Македонија, така ќе биде и во следниот период. Министре, ви благодарам што вечерва бевте мој гостин. Почитувани, тоа беше шефот на македонската дипломатија Никола Поповски. Останете и натаму со 24 вести.